почитуван председател, почитувани пратеници, почитувана јавност. Веќе сме една година колеги во ова собрание, генерално се познаваме како пратеници, како луѓе, и отприлика знаеме кои и какви идеи застапува. Сакам да повторам дека како човек и како колега никогаш кога дискутирам, не дискутирам согласно лични или национални интереси, едноставно идеолошки како либерал сум човек кој што сака секој оној кој што треба да има определени права, да ги добие тие права, и јас секогаш поддржувам решенија доколку определен граѓанин од било која етничка или верска припадност добие права, а при тоа не загрозувајќи ги другите, секогаш тоа го поддржувам, но истовремено барам да има доследно почитување на законите, на праксата и на се она што значи позитивни правни норми во оваа држава. Она кое што сакам да го истакнам и кое што не ми е драго по поглед на овој закон и пред се како јавноста го доживува овој закон, да се погледнеме во очи, го доживува негативно. Прво, го доживува негативно затоа што не знам од која причина, не знам од која брзање го носиме во очи на 1 или на 2 август, кога граѓаните се на одмор. Живееме во 21 век, каде што имаме мноштво од портали, мноштво од медиуми, мноштво од информации и уште поголемо мноштво од дезинформации. Сметам дека граѓаните се многу дезинформирани за искрените намери на ова кое што ние го правиме денес во ек на летните одмори. Сметам дека требаше да има една поширока дебата, никој не е против никое право, но требаше да видиме како да направиме добар закон и како да направиме закон кој што на вистина ќе им помогне на тие граѓани. Веќе сум уморен и како човек, како граѓанин, да ова собрание носи закони заради задоволување на дневна политика на определени политички номенклатури. Имам чувство дека граѓаните сметаат дека ова е практично еден политички пазар пред летните одмори помеѓу владините коалициони партнери. И тоа чувство, кој да реплицира, да не реплицира, го имаат граѓаните, и тоа чувство не зависи од тоа што ја кажеме ние или вие, или било кој на оваа говорница, туку тоа зависи од постапките кои што ги правиме на 2 на 3, на брзина, во летни одмори, да донесуваме закони за кои што, како што вие велите, нема потреба ништо од никого да се крие. Се прашувам зошто е тој собнеш, ако намерата на сите нас е добра. Едноставно, треба многу потрезвено да размислуваме и да размислуваме каква енергија испраќаме од ова собрание кон граѓаните, бидејќи за разлика од нас, кои што се гледаме секојдневно и по комисии, и по пленарни седници, и по ходници, граѓаните не се гледаат секојдневно и не може да ги пеглаат разликите кои што ние овдека ги емитираме према нив. Прво се прашувам зошто, ако некој живеел во Република Македонија 30 години, немал државјанство, знам дека има такви луѓе дека нема државјанство, зошто тоа не пробавме да го решиме преку иницијатива, преку јавна расправа, преку актуелните закони и преку институциите во Република Македонија? Чуму ни е реклама, чуму ни е дневна политика да создаваме само собнежи помеѓу граѓаните како кој знае што се прави. Имам чувство и се спротивставувам на тоа дека граѓаните зборуваат и мислат дека со овој закон државјанство само ќе добијат нашите сограѓани етнички албанци кои што до сега немале. Вистината е дека, и тоа никој не ја зборувам од оваа говорница, дека тука има и граѓани кои што немаат државјанство, а се етнички турци, роми, срби можеби, црногорци, бошњаци кои што можеби ќе добијат државјанство по овој закон. И не е во ред да се зборува само за етничка група, и се враќам на првиот дел од мојот говор, каде што секој овој закон за собранието, кој што е поврзан
со овакви или слични работи ние се трудиме да му дадеме политички и пред се партиски призвук, на што остро протестирам како колега. Она кое што ми смета во законот се две работи. Првата работа е, немаме ние во овој закон представа за колку луѓе станува збор. И тоа е една од причините зашто јавноста има собнеш. Зошто? Затоа што кога зборувавте, дававте изјави во јавноста, независно кој ги давал тие изјави, се зборуваше за бројке од 800, 1600, 1400 граѓани. Во овој закон ниту бројка има, ниту ништо нема. И повторно се враќам на првичната теза, од друга страна пак има владини пратеници, членови на владината коалиција, кои што велат дека таа бројка е повеќе од 60.000. Но ние не најдовме сила да се надминеме себе си и ова да го зборуваме во една нормална, демократска, редовна постапка со цел на јавноста да процени за што станува збор и кој ја информира и кој ја дезинформира. Ако немаме бројка очекувани, зошто тогаш немаме институција, инспекторат, агенција, како ли ќе ја крстиме, не знам, која што ќе мониторира колку граѓани се здобиле со државјанство по пат на овој закон и јавноста после X временски период ќе биде известена за истото. Повторно правиме закони кои што оставаат само собнежи помеѓу граѓаници. На крајот, како политиколог, не можам да се согласам дека институцијата државјанство, државјанството кога се учи и во правото, и во политикологијата, се вели институција државјанство, бидејќи тоа е сплет на права кои што ги добивате од државата на која што има државјанство и обврски према истата, можеме да ја сведеме на 7 во овој закон. Не можам како политиколог, како либерал и како човек да се согласам дека некој може да добие државјанство со платена сметка за струја или вода. Не можам да се согласам дека некој може да добие државјанство врз основа на 1 година од своето образование завршена во државата. Не можам да се согласам дека некој треба да добие државјанство врз основа на сметка платена во Систина, Филип II или било која друга приватна или јавна установа во Република Македонија. Не можам да се согласам дека некој треба да добие државјанство врз основа на штедна книжка која што има во државата. Тогаш се прашувам, децава на сте наши дипломати, од сите етнички заедници, оние кои се дипломати, амбасадори, економски аташеа, имаат деца кои што одат со нив таму, завршуваат по 1, 2, 3 години училиште, ако имаат 2 мандати, завршуваат и поголем дел своето образование, не може да стекнат со државјанство на таа држава. Сметам дека како пратеници мораме да внимаваме повеќе на тоа како се однесуваме во собранието, кога се работи за вакви теми, да трнеме политиката на страна, да имаме широка дебата, да направиме добар закон и потоа со тој закон да излеземе и да се пофалиме пред граѓаните. Овака ќе завршиме како што почнав, голем е сомнежот во јавноста, голема е недовербата во јавноста. Можеби нема потреба за тоа, можеби има, ама самото тоа што форсираме се во време на летни одмори, кога граѓаните не се пред своите мали екрани, туку се на плажите, некаде отидени на планините, мислам дека не е во ред и мислам дека оваа пракса мора да престане, а ние мора да се надминеме себе си, дека не може од секој закон да правиме политика и дека не може од секој закон да очекуваме политички поени. И благодарам.